Ние ги известивме двете институции, ќе чекаме одговор од двете институции официјално од институциите, а не од одредени суди во тие институции, така да ќе постапиме според уставот, законите и деловникот во собранието. Значи вие го пративте дописот и според вас тука завршува вашата работа, односно работата на парламентот. Да. Чекате нов предлог за да го изгласате. Да. Нема дополнително ништо да превземате, ни пристанок на... Да. Седа се најави дека повторно ќе го поднесе законот за помош за семејствата на загинатите, семејствата на повредените во куќа по редовна постапка. Има некој најави дека уште денеска можно е тоа да се случи. Ќе гласате ли овој пат? Колку што знам, има информации. Владата прави се што треба да прави и мислам дека треба да седнат заедно ако навистина имаат искрена намера да помогнат. Мислам, не се сомневам во намерите, но по-добро би било да седнат заедно Министерството и владата со опозицијата да го видат законот, да донесеме заеднички закон ако ни е целта заедничка. Вака носење две стратегии, два закони, мислам дека ќе направи проблем уште поголем и ќе направи хаос во начинот, иако останува иста и добра целта, ќе направиме проблем во спроведувањето. Би бил ли вие медијатор меѓу владата и опозицијата заедно? Секогаш кога е нешто... И превземале ли вие таква иницијатива? Секогаш кога е за доброто на граѓаните, на државата, и кога се зборува за консензус, сите знаат дека може да ме сметат мене во тој круг, затоа што навистина сакам да помогнам и имам добри релации со сите политички фактори и се трудам да бидам еден мост на зближување помеѓу политичарите и граѓаните. Значи, доколку влезе тој закон, можеме да очекуваме дека претседателот на собранието ќе рече: дечки, ајде сега, седнете на маса, да се договориме сите за луѓето да им биде подобро. Така, да.